Она што денеска е тема на денот, или тоа што денес е застапено во медиумите, е процесот, судскиот процес во кој што прво обвинет е Палчо, и не ги знам сега сите, Велибор Манев беше, Кешишов, не знам тој Боро Видевски и Александар Ѓорчевски, тој е таткото на Вања. Денеска тоа е, да речам, Една од темите. Една од темите и една од најактуелните теми е долг период. Бевме ние таму, го следевме целиот процес. Интересно е тоа што само ние ги објавивме и неколку други медиуми, ги објавивме сите искази, значи исказите и на обвинетите, но и на обвинителството. Не знам зашто другите пробуваат да сокријат дел од аргументите на одбраната, бидејќи имаме ние задача како медиуми, верувам дека треба да имаме задача, дека треба да исполниме, тоа е да известиме за сите страни во некој предмет, во некој случај, во некоја ситуација. Сега ако некој сака да создава намерно некаква перцепција, да. тоа е друго, но тоа не придонесува кон успешно, правично и правилно судење и решавање на случајот, не придонесува кон објективна вистина, туку придонесува кон стварање перцепција за тоа што треба. И тоа е дел од она што се нарекува притисок врз правосудството. Значи, кога јавноста ствара или тие што го креираат јавното мислење, ствараат перцепција за некој случај и дали е некој виновен или не. И потоа судијата е под притисок на јавност. И тоа може би најголем проблем. Тоа е најголем проблем и не би смеел да биде судијата под било каков притисок на јавност. Но интересна беше денес разврската. Интересно беше дека почетокот на судењето. За жал и во Македонија доживеавме да видиме еден ваков трагичен случај, една навистина мислам монструозност, од кој тоа да го направил, тоа ќе видиме на крајот на судењето, конечно кој ќе има кој ќе биде осуден за виновен. Тоа што можам да го кажам е дека баш тоа невнимавање во истрагата од страна на Оливер Спасовски првично, а потоа и од обвинителите кои што има пресконференција, невнимавање во изразувањето и чувањето на, или како да кажам, придржувањето кон тајноста на истрагата. Значи затоа се бара истрагата да биде тајна, заради тоа што ако истрагата не е тајна, тогаш само едната страна може да пласира некакви аргументи, наводни докази кои што ги прибираат и така натаму, и се ствара некаква лоша перцепција за целиот процес. Денеска од она што можевме да го слушнеме е дека обвинителката тврди дека надвор од основано сомнение они имаат доволно прибрано докази за да ја докажат вината на сите обвинети. И се надевам дека имаат доволно докази и се надевам дека нема да излезе спротивно. Она што од другата страна го слушнавме од одбраната е дека постојат и пропусти во истрагата, а тоа е, например, немање на обезбеден ДНК материјал за прво осомничениот, немаат обезбедено докази за неговата локација во моментот на настаните, немаат обезбедено ниту локација од движењето на мобилните телефони на ниту еден од, мислам дека од обвинетите, немаат обезбедено, бидејќи прво обвинетиот тврди дека во тој момент, во критичниот момент бил во банка и вели дека бараше од судот да побара банката да ги достави тие докази за да може одбраната да ги користи, што фрла друго светло врз целата оваа ситуација. Така да ја би оставил да се развива овој случај и да видиме кој како ќе
и кој какви докази ќе изведе, ова сепак беа воведни зборови, само немаше. Добро, што значат тоа и мене од преска ме интересира, затоа што ја ќе ти кажам која е мојата перцепција. Воведните зборови се објаснување за текот на процесот. Се што е кажано во воведните зборови и одбраната и обвинителството после имаат за задача да го докажат со докази и судот да донесе одлука врз основа на тие докази или како? Не, обвинителството, товарот за докажување на нечија вина Добро. паѓа на товар на тој што тужи или во случајов на обвинителството. Значи товарот за докажување на вина е на тој што тужи. Во случајов тоа е државата или јавното обвинителот. Кога докажува вина нечија, се до докажување на вината, тоа значи се до правосилност на една пресуда, осомничените и обвинетите се сметаат за невини, се додека судот не одлучи со правосилност дека тие се виновни. До тој момент одбраната може да молчи, да ги слуша аргументите на тужителот, бидејќи тој е тој кој што треба да докаже дека овие се виновни. Одбраната може да одбере да молчи или може да одбере да се брани и да одговара на доказите, исказите и да презентира собствени докази, вештачења и така натаму. Дополнително во Македонија исказ на сведок се смета како второстепен доказ. Значи исказ на сведок дури и признание не може да не се зема како првостепен или крунски доказ. Дури и признание. Ти можеш како обвинет да отидеш и да речеш јас сум крив. Но ако има материјални докази кои што упатуваат на тоа дека ти не си крив, судот нема да ќе го земе твојот исказ само како второстепен во ценењето. Добро, таа е некоја градација. Да, тоа е градација на докази. Што значи дека во овој момент, до овој момент, имаме само исказ против исказ. Имаме искази на едни, имаме исказ од други. Така да ќе видиме, должен е судот, значи овдека имаше една многу интересна работа. Одбраната тврди дека тие барале од обвинителството да им ги достават доказите кои што ги имаат за они да извршат увид. Обвинителството е должно да им ги даде доказите на увид. Добро. Не им ги даде. Ама тоа многу често се прави во македонско правосудство. Се прави кога најчесто се прави тоа во случаи кои што се инспирирани од некои други како да кажам мотиви. Кога се чисто кривично дело, правна постапка во која што нема никакво влијание, тогаш си функционира најнормално. Барале не им дале. Барала одбраната да се обезбедат докази од Safe City, барале да се обезбедат докази од камерите на ЈПДП, тоа се јавно припадни за задржани патишта. Барале да се обезбеди снимката од банката за која што Палчо тврди дека бил во тој момент. Обвинителството не ги превземало тие чекори, не ги обезбедило доказите. Обвинителството во суштина би требала кога зема исказ од осомничен. Значи, во тој исказ осомничениот тврди некакви работи, кажува некои работи, кажува действија, процеси, бил ваму, бил таму, тоа направил, вака направил. Обвинителството е должно сите искази на осомничениот да ги провери. Тоа значи дека ако он кажал во исказ дека бил во банка во тој момент, обвинителството би требало не на барање на осомничениот, туку обвинителството би требало да превземе действија да потврди дека ова што го кажува е точно или е неточно. Значи, ако он викал у банка бил, обвинителството треба да рече у која банка таа добро и да си превземе действија да го обезбеди тој доказ од банката. Дали тоа што го кажува ова е точно или не, ајде да видиме од доказот. Тоа не го направиле. Дури овие барале, па овие не превземале действија, не ги побарале доказите. Не е добро било кој процес судски да биде ставен во било каква рамка на било какви влијанија. Значи секој процес треба да биде секоја страна да ги има сите права кои што произлегуваат од Законот за кривична постапка.
и од уставот. А која е идејата, еве во овој случај од сите претходни, која е идејата да не се достават доказите на обвинителството до обвинетите? Која е идејата? Сакаат да им се не можам да Како? Ти кажа дека не само во овој случај, претходно во други случаи, дека не им се доставуваат сите докази кои што ги поседува обвинителството. Не може обвинителството да им ги достави. Обвинителството може да им обезбеди увид во докази. Добро. Да. И зашто не им го дозволуваат? Која е целта? Што би било? Да не можеш да подготвиш одбрана, што? Да не можеш да подготвиш одбрана. Иако е загарантирано со закон за кривична постапка, закон за парнична постапка, закон за Добри, обвинителот нема никаква одговорност. Има одговорност, има. Како е? И затоа што јас на пример знам дека речиси сите случаи на СЈО, мислам дека и во случајот на 27 април истите работи се прават. Тоа е прашањето. Ако имаат одговорност они пред законот да ги достават, зашто фрлаш сомнеш било Еве како? што правеа, например, они правеа финти за да бидат во рамки на законот, например во овие политички монтирани случаи, например за 27 април, за Никола Груевски, не знам што. Значи они што правеа? Они не им дава увид во докази на обвинетите до, како да кажа, они им дава увид на 24 часа пред судење. И ќе им дадат например увид у 9 сат на ноќиска. Ме свеќаш? Па тоа е логиката, само да не можеш да направиш одбрана. Само да не можеш да направиш одбрана. одбрана. Бидејќи нели е должна банката, нели они барале снимки од банката да се види за ваков случај, за вакво кривично дело не е должна она да даде снимки? Не, должна е, ама ако побара обвинителството или судот, ако побара адвокат, онда не е должна. Затоа што тоа е многу битен момент Да. од целата постапка. Значи должни се тогаш од кога сега имаш изјава нели на адвокатот, ако таа снимка стварно е една од битните, не може така да не дадат. Не, мора да се чуваат, не знам, ама за банки е посебен закон таму као се чуваат, има закон за лични податоци и така натаму, значи банката може да постоечката снимка по би закон требало да ја имаат со тоа што, значи постојат повеќе закони кои што банката треба да ги следи пред да даде. Значи и банката е во право кога не сака да ги даде на пример на адвокат. Затоа што банката следи некои други безбедностни протоколи и други некои закони кои што не се однесуваат на сите други фирми. Она мора да ги даде на пример на државна институција, ама која има сертификат за управување со лични податоци, со такви работи. Значи обвинителството има тоа сертификат. Сега што може да се случи? Судот, бидејќи сега бара од судот. Да. Судот да ги побара тие докази. Судот е должен да ги побара тие докази. Судот не цени, судот сега нема да цени дали барањето за добивање на тие докази од страна на одбраната е оправдано или не. Судот не цени, судот само носи решение, тој бараше тоа, судот ќе бара сега, судот ќе испрати барање до банката, тие од тој до тој датум, од тој до тој час да се извадат снимките, да се достават. И судот е обврзан тоа да го побара. Обврзан е тоа да го. Заради тоа што постои нешто што се нарекува еднаквост на оружја и еднаквост на загарантирана одбрана. Значи, имаш ти гаранција да се одбраниш. Да, пошто обвинителството може да го направи тоа, така е. А обвинетиот не може и онда мора судот да му го возможи тоа. Судот мора да го возможи тоа. Судот ќе ги побара и тие мора да бидат доставени. И сите други докази кои што одбраната ќе ги предложи, предлог се дава листа на докази, ова го предложувам и барам судот да ги обезбеди. Значи судот практично ги обезбедува. Дополнително. Тоа не сум. Да, дополнително. Судот сега има обврска да најде и вештаци за одбраната, бидејќи одбраната вели ниту еден вештак во Македонија не сакаше да ги вештачи нашите докази. И бараат помош тоа. И сега бараат од државата. Пази сега. Стварањето на таква јавна, ситуацијата е монструозна. Да, ние тешка е и така натаму, но збориме сега за правда. Да. Тој јавен линч, да речем, заслужен или незаслужен, нема да навлегува. Предизвика да луѓето одбиваат да си ја вршат работата, бидејќи ќе бидат етикетирани како некои кои што наводно помагале на
извршители на кривични дела, на монструми. Иако не е докажано дека се они. Ја нема да навлегувам да викам што мислам јас. Јас ова за камерите и за банката кога ви го кажав пред 2 месеци дека го има. Да. Така. Да. Ние не сме го збореле во емисија, ама сме го знаеле. Да. Да. Има еден друг момент што исто така го забележав. Нели во предистрагата сите го признаа делото. Да. Со исклучок на палчо. Да. Сега сите Да, дека се чувствуваат се невини. чувствуваат невини. Да. Да, ово е интересно, не ми текна преска. Да. Види се. Затоа што нели ако Ако го се- признале и го признаа, сите знаеме дека го признаа. А сега Ше викаат не јавно сме објавено виновни. од обвинителство од полицијот. Да. Едно со друго нема врска. Значи, Да, во предистрага исказот, можеш да кажеш, исказот да. во обвинителство и пред полиција не Знам. важи на суд. Не важи. Значи, можеш сака да кажат у полиција и обвинителство, во суд не важи тоа. Кога ќе Знам. влезеш у суд, почнува постапка. Тоа важи за Одново. да може да влезат Не во одново. притвор. Тогаш почнува постапката на определување И кој се е рачуна виновен, а како кој не. предистрага веројатно. Се е претходно истрага. Да. Тоа не важи. Ти можеш у обвинителство и у полиција да кажеш сакаш и тоа не може да биде доказ, тоа не може ништо да биде. Ме сеќаш? Да. Иначе имаше Сега што е поента? Овдека викаат дека се обвинети за се им вика судот, дали разбирате обвинението кој е, обвинети сте за грабнување и за свирепо убиство, не знам како беше точно. И грабнување. И сега они викаат како се чувствувате? Се чувствувате Не се Не се чувствувам чувствувам за за виновен, да. ама низ по сите основи Не, се изјаснува. значи некој може не се чувствува виновен по еден основ од обвинението, друг може не се чувствува виновен по друг основ од обвинението, но ако они викаат јас чувствувам виновен, тогаш ќе им ги издвојат постапките, И ќе прашаат за шо? не, ќе им ги издвојат постапките и ќе им закажат нови Нови рочишта рочишта. посебни и ќе си они ќе бидат пред друг судија и ќе постапуваат на друг начин. А да, може па му кажале Да. така да не направат за да не ги одвојат како дело. Тоа е тоа. Се не знам тука Ако некаде- они ги одвојат како дела, тогаш имаат друга постапка и така натаму и така натаму. Имаше многу еве и Филип Тасевски вели нека покаже што напишал Палчо во трите дела, може да се види Не, ние нема да покажеме што напишал, Да. од проста причина што до сега зборевме за тајност на истрагата и за не вршење притисок врз истрагата, врз судијата. И практично истото што беше напишано беше денес кажано во суд. Ние бевме сигурни дека тоа го изјавил тој човек, дека тој е авторот на тоа што го напишал и ние мораме тоа, нели, као јавност, као медиум, ние должност да го пренесеме. Се што беше претходно беше во рамки на шпекулација. Да. Ќе видиме како ќе се одвива. Не браниме Ефрози. Немој сега тука да ми извртуваш тези. Само што сакав да кажам, Немој. сега тоа. Ние не браниме никого. Ти не си дружен ни судија, ни обвинител, ни полиција, ништо. Ти си лаик, како што сме Не, и сега, ние. ако на ова ние коментираме постапката, ако коментарот на постапката он заклучил дека ние го браниме, нема што да дискутираме, мечка. IQ-то з него заборавај се, тоа е. Тоа е IQ-то, да, Да. но сам да кажам, Сега ние го браниме, ние збориме не постапката, ние што не и како браниме се никого, случувало јас само денес. ти кажувам прашањето е, Немам, он мисли за овие што признале дело. абе тие што признале дело си признале дело. Ја ти кажувам дека во Македонија, во кривично, во ЗКП, Да. според ЗКП, признание на дело не е ни или сведоштво не се смета за примарен доказ. Да, бе, Фрози, да. Секундарен е. Секундарен е. А го Па коментираме ти си за дај тоа брат што- своје мислење, ти ми викаш ги бранам, не ги бранам. Не. Ние сакаме за тоа што тоа беше затворено за јавност. Бевме присутни таму како и сите останати новинари, тоа е актуелна тема денес, чисто да знаат гледачите што се случувало. Нешто повеќе. И плюс Мечка како правник да ни каже и да ни објасни. Што и како. Дека нешто не е чисто, Не знам како ја ќе сега, дали види. Ама не, како ќе тече целата постапка ќе ја следиме. Ајде да веруваме во институциите Знаеш и ќе како? видиме што ќе излезе.
Има една флоскула во правото, таа гласи: подобро 100 злосторници на слобода отколку еден невин во затвор. Значи, од таа се водат генерално од таа се водат правниците, дали се суди, обвинители, адвокати, нотари, извршители, не е битно. Правната фела, таа е, како да кажам, врвно мото. Сега, и тоа е идејата на правдата. Фан, вели, мое мислење, смртна казна за сите обвинети. Треба да кажеш за сите осудени. Осудени, да. Осудени, да. Кога некој ќе биде осуден, тогаш е утврдено дека е виновен. Да. А со тој што го сторил тоа, да, јас се согласувам дека во Македонија би требало да се воведе смртна казна. Договорени сме, имаме спремно ни? Спремно ни е све. Да, бе, да. Спремно ни е све. Така? Спремно е све. Види, ако нема уште, затоа што нели денеска Нема беа што да само збориме, воведни зборови, Мечка ја објасни постапката. Мислам дека е оди. тоа објавени се исказите од сите, буквално од сите страни на Инфомакс. Тоа е наша должност како медиум. Ќе видиме како ќе тече постапката и кој ќе успее да го докаже тоа што го тврдат денеска во воведни зборови.